Вистинско математичко откровение обелодени градоначалничката на Битола. За неа тоа што навидум би требало да е исто. Не само што не е исто, туку фрапантно различно, па дури и тогаш, кога единствената диференција меѓу големините е тоа што се кажуваат жаргонски или на прецизен македонски јазик. Имаме исклучително необјасниви појави. Јас само ќе споменам како една ситуација. Граѓанин кога се вози во меѓуопштински превоз помеѓу општина Новац и општина Битола плаќа повратна карта од 400 денари, а учениците плаќале по 400 денари. Станува збор за голема разлика во суми. Голема разликата во тоа што длабоко се верува тоа што се кажува. Желбата по секоја цена да се стаса до каков таков публицитет неизбежно води до проблемите на Фројд, кој прецизно ги опишува карактерите, чија подсвест им создава непријатна состојба, откако таа, неконтролирано, ќе излезе од устата. Знаете, единствена Македонија е во кризен штаб со 28 организации за бојкот на референдумот. Владата не може да не спречи, бидејќи референдумот ќе успее. Владата не може да не спречи, бидејќи референдумот ќе успее. А како и не би успеал, кога е очигледно дека водството си е толку самодоволно што се изборува дури и самото на себе. Без никаква публика, ниту каков било интерес, окупирајќи ја говорницата не баре случајно некој да не ке им ја фати. И дење и ноќе, умислувајќи си дека е доволно стоењето пред парламентот, за да се биде избраник на народот. Ние веќе од тука што сме повеќе членови, делуваме веќе јавно во својство како на парламентарна пратеничка група. Значи, ние веќе и сега сме активни, само што не сме го завршиле тој процес на регистрирање. Наспроти патриотската интифада која се одвива на ваков начин, главната екипа е заглавена во процепот меѓу нерешителноста и лидерството. Така прозвучува разногласието во конструкцијата на говорникот кој во еден момент, зачудувачки, самиот ја отвара дилемата за сопствената улога, за веднаш потоа, веројатно, не баре незнаен јунак, херојски, да се понуди себе си како жртва. Кој е Христијан Мицкоски да му каже на народот што треба да прави? Ако водам, следете ме. Ако се двоумам, потурнете ме. Ако ве предадам, убијте ме. Недоумиците сепак ќе мора да бидат расчистени, не за друго, туку затоа што има доволна подготвеност, конечно да биде потурната, не некоја личност, туку земјата, без потреба за тоа да паѓаат животи. Јапла не една, две раци ни подават, ајде бе луѓе да ве извлечеме од калта. И сега ние што ќе кажеме, не, убаво ни овде, топличко ни е во калта. И на крајот, за оние кои на вистина не се воопшто загрижени за тоа дали треба да се продолжи да се цапа. Ако е убаво Европска Унија, што не ти даде Ангела Меркел да ги убеди британците да останат во Европска Унија? Ти излегува од Европска Унија. Зошто излегува Британија? Зашто им било многу убаво или не им чинело? А нас не викат, не пикат. Никој нас нема причина ниту да не вика, ниту да не пика. Ние, самите, таму припаѓаме.